Втората македонска фудбалска лига во иднина да биде развојна, со поголем акцент на младите фудбалери, односно да се зголеми бројот на фудбалери по 21 година, а и да има еден фудбалер под 19 години. На овој начин да им се даде поголема можност на младите фудбалери кои ќе го загубат правото да играат за младинските категории да продолжат во втората лига. Ние би сакале да има такви деца од 16-17 години, верувајте, скаутираат нема. Порано пред 15-20 години беше нормално во прва екипа да се бутне дете со 17 години као талент. Сите овие големи фудбалски имена почнале на 16-17 години, сега нема. И клубовите се тешки во носењето на одлуки да дадат шанса на деца кои имаат 17-18 години во прва лига, бркајќи некако си резултат. Ние размислуваме на наредниот управен да донесеме одлука втората лига да ја направиме развојна, да се зголеми бројот на играчи кои мора да играат до 21 година и дури да мора еден да има под 19. За да мора да прогледа барато младиве играчи да им се даде да продолжат после губењето право да играат за младинци. Не гледаме квалитет. Ние сите ги гледаме заедно над преварите. Гоце ги спомна тие 2-3 деца што ги земавме во генерација кај Гамас, така? Да. Тоа се таа 2011 година. Мислам дека наскоро еден играч ќе добие пасош врз основа на потекло неговите се родени тука, играч кој настапуваше во Лига на шампиони. Во минатиот циклус на Лига на шампиони настапуваше, мислам дека тој фудбалер на барање на селекторот и на Никол Черновски како скаутинг и Горан Пандев како директор, кој што го следа 6 месеци, разговаравме 3-4 месеци со него, со неговите родители, он прифати и во завршна фаза сме. Тоа ќе биде одлично освежување за националната селекција. Инаку, новата сезона од втората лига ќе започне на 15 август со мечевите од првото коло.